Варварица повторно ги собра на едно место жителите кои со години се иселени од оваа населено место, кое пак се наоѓа во пазувите на планината Смрдешник. Празникот Света Петка и традиционалниот варварички планинарски марш, организиран од општина Василево, предизвика повеќе од 1000 гости да уживаат сред село на чешмата изградена од Симо Крстев. Се подсетија на Варварица и убавините кои ги нуди оваа населено место. А има и можност да се видат со повеќе иселеници, после повеќе години да поразговараат со надеж дека и до години ќе одржуваат оваа традиција. Па видите сега, како да ви кажам, нашето време минало, сегашното време Симеон Крстев го живее селото, кој што заличува как што требе и на цело си заличува. Само нас што не маче пато. Пато не маче што атаков, а и ваме, како да ви кажам, многу кражби се стварат, дрвократство. И това ни многу ни смета кој што требе ние некој да не заштите. Што ќе не заштите, не знам. А иначе селото кој што се гледа, това од свеќе поубаво. Ова манифестација на мен ми се многу биндисе. Што добро изградено, значи да те од милина да гледаш. Јас сум тука родено од таа куќа таму Амова, ама сум диглен, живеам во Баландова, многу одамна сум диглен. И можам да кажам дека са прилично добро. Доаѓате често? 3 години не бе доваѓал, 2 година дојдеш. Ми се биндисе многу. Има ли овде некој од Варварица да се видите после толку години? Има. Ама живеат нели Грашорци, Ангелци, Вастарево, Струмица. Јас сега се запознав со жени стари и они исто. Од тука се и селно. Вика пошави да не се познаваме. Тоа е. Во Ново Руво и црквата Света Петка, целата во мермер со нов иконостас. Верниците се молеа за здравие, среќа, но и благосостојба. Вела дека благодарение на Крстев имале можност да го посетат овој свет храм, но и да се видат, за да разговарат што е можно да се направи за ова населено место. Втор пат доаѓа. И што ќе кажеш? Нема зборови. Тук се гледа што треба да се каже. Нема зборови, нема никакви зборови. Добро е. Денот е убав. Собираме се тука. Ова е планинарски марш Варварица до Варварица, но и една манифестација Света Петка. Сметаш ли дека добри се овие манифестации, овие маршеви да се видите? Треба секоја година да се одржуваат тие работи. Добро и младите да знаат, а и по-старите. Треба да се одржува. Секоја година треба да се одржува. Иначе сум од Секирник, доваѓам тук повеќе години и многу ме се допаѓа место да кажем, местоположба тук, многу е добро и организација и се тие работи. Ова манифестација Света Петка денеска е празник, но и ова маршот до Варварица треба ли да се негува? Да, мислам дека треба да остане таа традиција и да се негува повеќе години, да продолжи и понатаму. Добро ли е вака да се видите повеќе граѓани? Како што одат времињата, значи ако не се овие манифестации, не може да се видат граѓаните едни со други, да кажеме треба да продолжат и да се среќават. Се дружите овде, ова фамилиарно ви е или како ви е? Да, колеги фамилиарно да кажеме и така. Да, ако не се овие манифестации, не можеме со години да се сретнеме, да се видиме, да кажем. Вистина е дека купивте плац овде? Да. Планираме една викендица да направиме, добро е место.
Може и пчели да се отгледат тук. Да... Традицијата мора да продолжи. Бе едногласни сите соговорници, а дека мора да се негуваат корените и своето богато културно-историско наследство, се погрижија и членовите на Сушевски бисери и Тримери од Струмица, кои презентираа повеќе традиционални македонски ора. За гостите пак се спремаше и селски ручек. Во неколкуте бакарни котли цело предплатне се крчкаше ручекот, за да можат сите присутни заминат со убави спомени од ова иселено место. Организаторот со нова средба ни рече дека треба да направиме за 200 гости ручек. Тоа правиме јанеја, со телешко месо, комбри, љубеч, така. Денеска е празник Света Петка. Убави ли се овие манифестации овде? Па треба да се повторуваат тие манифестации во секое село, населено место, дека има селска слава и треба да се одржуваат тие дека сме македонци, дека живееме за Македонија и што да кажам друго. Варварица паралелно е историско место. Таму се формирал и првиот околиски Народно-ослободителен одбор за Струмица и Струмичко, каде биле избрани делегатите на сите општински одбори. За председател тогаш бил избран Иван Палифров. Токму за овој историски настан се организираше и планинарски марш, а пред спомен плочата свежо свеќе положија од општина Василево, но и од Сојузот на борците. Значаен настан од нашата поблиска историја, кој општина Василево и оваа година, како и сите претходни, од низиното основање, од 1996 година до денес, го организира во соработка со Сојузот на борците од Народно-ослободителната борба за Струмица. Овде сме да им оддадеме почит на учесниците во овој историски настан и да го зачуваме од заборав, пренесувајќи им ја вистината за случувањата од тој период на идните генерации. Во вакви моменти, вообичаено е навраќање на минатото. Затоа, накратко, ќе се подсетиме на настаните што се случувале овде во октомври, далечната 1944 година, кога револуционерната борба заземала се поголем замав, а слободата била се поблизу и поблизу. Во такви услови, во ова планинско село, во пазовите на планината Еленица, на 20 октомври се формирал првиот околински комитет на Народно-ослободителниот младински сојуз на Македонија, из кој за Струмичката околија во чиј состав биле Мара Минанова како секретар, Васил Влахов, Петар Аризанов, Вангел Нечо, Ајри Усеинов Етемов, Михе Иванов, Коле Ангеловски и Вера Минанова како членови. 7 дена подоцна, на 27 октомври 1944 година, наместо привремениот, формиран е првиот редовен околиски Народно-ослободителен одбор. За прв председател е избран Иван Палифров, за секретар Киро Минанов,
Во извршниот одбор влегле 7, а во пленумот 17 лица. Во ваков состав, Околискиот народно-ослободителен одбор работи во Варварица до 5 ноември, денот на конечното протерување на германските фашистички окупатори. Во услови на воена состојба, членовите на Околискиот комитет ја имале клучната улога не само во борбата за протерување на германските окупатори, туку и во обезбедување на храна за војската и населението, како и во мобилизација за непосредно учество во предстојната изградба на државата. Имајќи го во предвид сето тоа, а преку реално согледување на условите во кои се одвиваа овие историски настани, не можеме да не бидеме горди на минатото, од чии неизвестности и премрежја со многу жртви и херојски дела стасавме до слободата во која денес живееме. Затоа, со должна почит, и денес го чествуваме нивното дело. А секоја селска слава не поминува без многу музика. Присутните со оро и песна го празнуваа празникот Света Петка, но евоцираа спомени за оваа населено место, кој што и понатаму плени со својата убавина. Seni